Ништо ли нема да се купи на овој остров? Здраво. Здраво, повелете, што сакате? Не знам, значи што можам да купам? Повелете да видиме внатре, повелете. Во ред, да видиме. Имам волна за плетење, имам патент, копчиња, има макара. Јас не сум кројачка, мајка ми е. Јас заврши факултет. Да не излезе дека се фалам, ама многу сум успешна и талентирана. Ама камо да не бев толку талентирана. И тој немаше да има неволи и од мазничката карма немаше да ја изложи на опасност куќата на татко ми. А јас немаше да се закувам на овој здодевен остров. Значи јас не знам да шијам. Тогаш, зашто купувате копчиња? Навистина, зошто купувам? Овие биле убави, ама друг пат ќе купам по едно од овие. Во ред? Реков да одам малку на шопинг за да се ослободам од стресот, ама нема што да се купи освен копчиња и монистри овде. Поради тоа јас си купив конец. Не можеш ли да се ослободиш од стресот без да потрошиш пари? Да правам, да одам на јога, пробав еднаш, не можев да се концентрирам и го прекинав часот. Земи. Што ќе правам со ова? Нема да ги потрошиш парите залудно и ќе бидеш од корист додека се ослободуваш од стрес. Нели рече да го срушиме зидот? Од која страна се удира со ова? Со острата страна. Само толку можеш? Не. Не се каам што му понудив пари на столарот, да знаеш. Дури го браниш тоа? Тука дојдов за да постигнам успех и ќе направам се за да успеам. И успехот и неуспехот ни е заеднички. Јас не сакам валка на победа. Само побарав едноставна платформа, само ќе спои 3 жици и толку. Ако е толку лесно, направи ја ти. Можам. Ќе ја направам. Ќе ја добијам организацијата на таа веридба и ќе го отворам хотелот. Никогаш нема да се откажам. Никогаш. Твојата рака е многу надарена за оваа работа. Ама вредело како што кажа. Подобро било од шопингот, да. Патем посилна си отколку што изгледаш. Значи немам само јас предрасуди. Ама јас искрено зборувам, да не го мешаме со тоа. Јас имам малку работа. Ако има некаков проблем, јави ми се. Ако има проблем, ќе го решам. Добро. Сега мајсторите се на пауза. Ако сакаш, можеш да одиш на море. Јас не пливам. Ама едно кафе може. Добро. Добро.
Ти кога дојде? Утрово. Мајка ми почна да ме дави, јави му се на појраз. Не ме толку долго да исчезнеш, бе брат, што направи? На одмор си? Малку на одмор. Задутре се враќам. Појраз, спремаат риба и за тебе. Сега ги донесоа, тазе се. Хакан, како е работата? Дали напредуваш во фирмата? Му завршив голема работа на газдата. Ќе добијам голема награда. Сигурно тетка Фатма се гордее со тебе. Не заборавај дека ти ми ја најде работата, Појраз. Да не му се јавеше на професорот од факултет. Нема потреба да претеруваш. Ти би го направил истото. Кога и да бевме во криза, ти беше покрај нас. Нормално ќе претерам. Како е тетка Алие? Како што знаеш. Исто. Слушнав и за кредитот и многу ми е жал. Можам некако да ти помогнам. Барем еднаш да ти помогнам во нешто, а? Не, јас ќе средам. Благодарам. Па како ќе средиш? Нели имаше објект кој го наследи од баба му? Тоа место го претвора во хотел. Бато, тука не се полнат ни тие пансиони што ги имате. Кој ќе дојде тука? Има опасна партнерка, само да ја видиш. Бога ми таа може, јас си верувам. Боже, која ти е партнерка? Не ја познаваш, не е одовде. Добро направи што го зеде Ѓоркем кај тебе. И онака сум во голема белја со Појраз. Зошто? Што се случи? Груп, тврдоглав, терсене. Од една страна сум во стрес што нема да го завршиме реновирањето, од друга страна постојано се расправаме со него и тоа животот ми го крати. Не требаше да станете ортаци. Што да правам? Тогаш воопшто немаше да добие пари. Морам некако да ја надоместам штетата што му ја нанесов. Од една страна се чувствувам виновна кон него, од друга страна го мразам, ете така. Така се менуваат моите чувства постојано. А кога сме заедно, морам само да лажам. Например, денес дојде Садик. Садик? Продавачот на магнети, туристички водич, човекот што работи се и се што. Велиш има многу професии. На Појраз му рече го најдов нечесникот што те пријавил и така накриво ме погледна. Во тој миг мислев дека ќе се струполам на земја. Мислев ќе дознае и спобудалев. Ама добро е што никој на овој остров не знае каде и со кого сум работела порано, инаку готова сум. Се трудиш да го поправиш тоа што го расипа. И тоа е нешто. Да знае дека јас сум причината за сето тоа. Не сакам ни да помислам што може да направи. Како и да е. Тој нека го отплати кредитот, а јас да го средам долгот на мајка ми и онака не сакам ни да го видам после тоа. Ете камене, камениот Појраз. Кој е Камен? Појраз. Ама на вистина е како карпа. Мислев на срцето кога реков камен. Инаку карактерот му е, За да кажеш така треба да си или слепа или лажга. И јас велам дека е како карпа, духот му е камен, срцето камен, камен Појраз. Камен. Ќе дојдам во хотелот да ме запознаеш со твојата опасна партнерка. Може, дојди. Само што пристигнав овде утрово, ми кажаа што ти се случило. Сите се упропастени. И знаеш, нашите луѓе се сакаат меѓу себе. И местото е мало. Навистина мало. Не, ти си друг. Што правиш што толку многу те сакаат? Дај научи ме и мене. Јас треба да одам, Хакан. Остави бата, јас ке платам. Како може така? Не ме терете да ви пресметам. Еве, оставете нешто. Јас би рекол ништо не оставајте, ама... Појраз, нема потреба да плаќаш за мене, бе. Јас добро заработувам. Не е од тоа. Ти си веќе гостин. Со лесно. Алпер, дај ги овие на детето. Нема да ми кажеш добре дојде Идил. Добре дојде Хакан. Како оди Селиева ред?
Како оди работата со луѓето од островот? Не знам дали од воздухот во Истанбул или од водата. Сите што да таму стануваат поостри во јазикот. Твојот ке отворил хотел? Кој е мојот? Навистина не разбирам. Се уште не доби предлог за брак? Разбрав дека зборуваш за Појрас. Ама не си сам, не само ти, сите прашуваат. Сите чекаат да се венчаме. Најсаканиот и најпочитуваниот човек на островот со најспособната и најубавата девојка. Ако вие двајца не се венчате, кој друг ќе се венча? Така е. Нормално јас не мислев така во тоа време. Јас изгледа не ти се извинив за таа ноќ, нели? Не се сеќавам дека имаше нешто за извинување. Ја преминав границата мислејќи дека ќе имам шанса кај тебе. Се извинувам. Ама добро е што ме освести. Инаку јас ќе заглавев на овој остров. Збогом, Хакан. Добро, немој да бегаш. Ете, прекинав. Отворил хотел, значи? Не отвара. Готова е са таа работа. Имаше таков план, ама веќе не. Пред малку бевме заедно, не ми спомна такво нешто мене. Бидејќи и тој се уште не знае. Сега, ако ми дозволиш, треба да средам некои работи. Изгледаше тешко, ама ја сватив поентата. Денес ова ќе го завршам, утре ќе завршам со осветлувањето и толку. Да не бараше таков глупав концепт, сега немаше да се мачиш со ова. Го знаеш тоа, нели? И нормално да не му нудеше мито на столарот. Не беше мито тоа? Идил? Не те очекував. Ти направи погачици и колач, да не се мачиш да бараш нешто за јадење. Не, јас не сум гладен, но ме сторите. Како секогаш, така и стои косата на девојкава. Добро, секако, нека јадат. Нема да ми донесеш чај? Може. Седни, сега ќе донесам. Во ред. Не може да се повредиш со точика, ни јас да видам. На здравје. Благодарам. Колку е ова мирно и спокојно место, подобро би било ништо да менувате. Според мене, најубаво е вака да остане се. Нема многу да се смени. Само внатрешниот дел ќе се смени. Појрас, работиш толку напорно, се трудиш, се уморуваш. Зашто? Не се знае дали воопшто ќе дојде некој. Идил, остави јас и Хазиран да мислиме на тоа. Многу убаво изгледаат. Од која сладкарница се? На здравје. Јас ги направив. Зборував со татко ми Што зборуваше? за твојот кредит. Татко ми рече дека е спремен да ти ги даде парите што ти требаат кога ќе се врати од саемот, а потоа ќе ги враќаш полека. На тој начин нема да се мачиш со реновирање и со муштери. Дури знаеш што рече? Зошто работиш со странец? Зошто не дојдеш кај мене? Идил, Извини. И тебе ти го уништив планот, ама ете, Не, Душо. Зошто се извиниш? Појрас ако ги најде парите што му требаат, најмногу јас ке се радувам. Освен тоа, јас и онака дојдов сама да го отворам и да го водам хотелот. Нели е така, Појрас? Немој да мислиш дека мене ме го уништи планот. така е. Сигурно не мислиш така.
Не се јас да не ви пречам. Те молам. Добро што го купи, на вистина ќе го облечеш. А ги гледаш што новите на онаа чанта? Многу е убава, да видам. О, Хазиран се јавува. Леле. Види сега. Hello. Што направи? Ги ставиш циците? Јас почнав да зборувам како шефот на градилиштето на татко ми. Уште не успеав. Побарај помош од Појрас. Нема да побарам. И да побарам, тој веќе нема да ми помогне. Појрас ги најде парите што му треба, значи нема потреба веќе да работи со мене. Супер! Многу ми е мило, одлично. Нели таа ти беше целта? Зошто ти не се радуваш? Се радувам. Јупи! Сега се преправаш дека се радуваш. Јас му наштетив. Сакав јас да му помогнам. Не успеав. Добро, ќе зборуваме подоцна во ред? Те бакнувам. Ајде, бај. Бириджик, погледни го ова. Што најде сега? Тогаш сега му се јавувам на татко ми да зборуваме за Нема деталите. што да се зборува. Јас не барам заем од никого. Сам ќе го решам мојот проблем. Јави му се на татко ти. Кажи му дека јас не барам ништо од некого. Во ред? Сега треба да одам кај мајсторите. Ти седи ако сакаш. Што е? Изгледа се откаже од платформата. Може би е подобро да се откажам од таа организација. И онака нема да постигнам се. Не можам во исто време да се грижам и за декорација и за поправките. Ама рековме поправките се кај мене. Ти само погрижи се за декорацијата. Зошто ти да поправаш? Нели ги најде парите што ти треба? Врати се веќе кај твоите маслинки и фабриката за маслиново масло. Јас сама ќе го водам. Јас на идел и реков дека не барам заем од никого. Тоа значи дека уште сме ортаци. Како така? Велам како така, но зошто направи такво нешто? Со еден збор можеше да ги добиеш сите пари што ти требаат. Зошто го направи тоа? Зошто го направи? Темата е затворена. Значи нема да одиш, така? Нема да одиш, ќе останеш овде со мене. Во ред, тогаш ти заврши ги поправките во дворот и заврши ја навреме собата за примерок, а јас ќе ги наместам штиците така да не мрднат од место. Во ред? Може? Хајде. Со тебе се ќе завршиме навреме. Значи, не мислев конкретно со тебе, како мој ортак. Кога танцувавме ми зборуваше за лежење на грб на морето, ама велиш не пливам. Ти на вистина се сеќаваш на секој збор што ти го кажав. Не се однесува само на тебе. Секако дека не. Немам доверба во морето. Со што се хранат овие на островот? Појрас е многу згоден, Алпер е многу згоден. И Садик е од островот. Зошто не збаш за него? Знаеш што? Сакаш вечер да одиме во локалот на Алпер? Не, јас не сум гладна, може би ќе нарачам нешто за дома. Не се добро, јас да не одам веднаш како да сум многу желна. Па желна си, Бириджик. Добро, ама нема потреба Алпер да знае. Јас планирам летна авантура и се одвива бавно.
Бириджи, како планираш љубов, нема. Зошто да нема? Ке има. Јас сутре ке стартувам, а на крајот од летото ке правам финале. После ке се вратам дома со завршена љубов и многу сладки спомени. Што црташ ти таму? Дрво на лага и зло. Нели сакав да го нацртам, за да не ги заборавам лагите што ги кажувам и злото што го правам. Еве вака го нацртав. На коренот е најголемото зло што му го направив на појраз, а на гранките се лагите што ги кажував за да го кријам злото. Каде се? Јас ништо не гледам. Ги напишав со бел молив. Што ќе правиш ако некој ти дојде дома? Се појавуваат само со виолетова светлина, згасни го светлото. Дојди. Гледај. Види. Вау, одлично. Јас ги испратив билансите на појраз. Ете овде го напишав тоа. Кажав дека сум заљубена во појраз. Навистина е прекрасно. Да. Не можам ни да читам. Што да јадам, што да јадам. Кинеска, не. Јапонска салата, што да нарачам? Крланги чадаси. Нормално бе. Овде апликацијата не работи, се разбира. Не се. Ресторан? Нашиот ресторан моментално не работи. Се затворали ресторан во ова време, како така? Некој друг? Нашиот ресторан моментално не работи. Не е можно. Не е можно, навистина ова не е можно. Нема ниту еден отворен ресторан. Што ќе јадам? Што не направи матето? Ми чистеше, не можеше ли да направиш некое јадење? Тоа е. Што ќе правам со дудинки, ке се најадам, нема да ме заситат. Па што? Ајде, Хазиран, ајде. Не до толку, Хазиран. Не се глупирај, што правиш? Што се случува? Што се случува? Што правиш ти овде? Што правам јас овде, а? Јас... Рестораните не работеле во ова време, а мене не ме бива за во кујна, ама многу сум гладна. Дојдов да видам дали во твојот двор има некоја салата, домати, пиперки, па кучето почна да лае, изгледа се налути. Ете. Зорба ли? Зорба. Се плашиш од зорба? Дојди, синко. Еве, запознајте се. Ти ли си Зорба? Да се запознаеме, а? Јас сум Хазиран. Од сега нема да лаеш кога ќе ме видиш, нели? Ти си многу специфично куче. Дојди во кујната, иде. Леп сирење, може се што ќе ти се најде при рака. Не може така. Што ќе ти сготвам, тоа ќе јадеш. Изгледа ти си единствениот човек
Што не речеш тета кога го виде Зорба? Па ете, зошто? Кога нашите души не се совршени, зошто нашите тела да бидат совршени? Истото важи и за нас и за животните. Од сообраќајка му е? Да. После газдата го однал на ветеринар. Не сакал да го земе назад, бидејќи му е исекле ногата. Ете, после го однале во стационар, таму никој не го вдомил. И ти го зеде, така ли? Тука не можеш да најдеш отворен ресторан во ова време. Има некој покрај морето, но тие не носат дома. Значи, ако не готвиш нешто, ке гладуваш. Ете, зона на лишување. Да бе во Истанбул, вака ли ке беше? Што ке сакав за секунда ке ми дојдеше на врата. Сакаш хамбургер, сакаш пица, сакаш пирошки, се што ке ти текне, се ке ти дојде на врата, ете, веднаш. Како може човек да не го сака големиот град? Чекај малку надвор на масата, да завршам и ке дојдам. Се уште не е готово? Многу сум гладна. Ајде. Еве, земи, да не се олади. Одлично изгледа. Кога успеа да го направиш ова, веднаш да го сликнам. Не дозволувам сликање. Или изгледот го добиваш или вкусот. Ти одбери. Само многу убаво мириса. Кој зачини ги додаде? Не користев зачини. Зеленчкот е од дворот, а јајцата од кокошарникот. Како така, навистина? Не се мачи со вилушка. Со лепи со раце да јадам? Многу е вкусно. Баба ти сама ли останува кога ти не си дома? Тетка Хава доаѓа. Таа ја чува кога ме нема. Ако ја продадеш куќава, каде ќе ја носиш неа? Не сакам ни да помислам на тоа. Господ да ме казни мене. Што велат, дали сонува? Некои научници велат дека сонуваат, некои велат дека мируваат во мрак. Значи и јас не знам. Јас да си одам веќе. Ти благодарам за јадењето. Дрвото сакура? Ова ми е најомиленото дрво на цел свет, дури имам тетоважа од него.
Значи многу го сакам, ете. Се гледаме. Замотете го на макарата. Потоа повлечете го конецот и завртете околу убав круг. Добро утро. Не дојдов да те третирам како шеф на кујната. Ова дојдов да ти го дадам. Што е ова? Ловец на соништа. Ги повлекува лошите соништа. Ги апси. Се надевам баба ти не ги сонува, ама ако случајно сонува лош сон, ова ќе го повлече. Закачи го над креветот. Значи, ако не ти е глупаво и ако не го фрлиш во ѓубре. Ова е навистина најглупавото нешто што го слушам. Ама секако, не би било лошо да се проба. Дури и тоа е доволно. Се гледаме во хотелот. Од сега помирно ќе спиеш, бабо. Задржи ја Мелиса надвор, а ние со Ѓоркем тајно ќе влеземе внатре, ќе ги ставиме овие грчки картички на колачите и ќе направиме селфи. Добро, зошто сум јас секогаш во втор план? Зошто ништо не знам? Оф, затоа што мајка ми мисли дека јас и Ѓоркем сме на некој грчки остров. Моите пријатели од грчките острови многу ќе се налутат што не одам кај нив, да знаете. Најмалку 50 души ќе се навредат. А како да ја задржам Мелиса? На девојката и покажувам глупава комбинација, таа сака така да се облече. Господе, какви луѓе има? Не прашувај. Има имидж со кој можеш да зборуваш за фудбал, ама мене не ме бива за тоа. Ете смисли нешто. Само зборувате напразно рано наутро. Јас не сум утрински човек. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Веќе нема да ставам кафе во термосот и јас имам чест. А, не, веќе сама си правам кафе дома. Сама го полнам, термосот. Јас и Ѓоркем да ги видиме колачите внатре. Бирџик, ти нарачај си нешто, дозволете ни. Повелете. Добро утро. Добро утро. Навистина многу светол ден, нели? Не, ќе има влага. Нели?
Што пишува на нив? Псовка. Што ќе пишува? Ете грчки имиња на колачи. Мајка ми ќе мисли дека сме во мала сладкарница на некој грчки остров и појадуваме. Не се внимавај. Ајде, дојди вака. Дојди од оваа страна. Чекај од оваа страна. Што ќе ми препор за пиење? Чај. Чај? А какви видови на чаеви имате? Немаме чаеви. Чај има, само чај. Единствен, како мене. Сега вака, да те прашам, што можам да јадам вкусно, ама без калории? Нема такво нешто, нема на цел свет. Што велиш за последната утакмица на Фенер? Не навивам за Фенер. Што е ова? Ловец на соништа. Ловец на соништа. Ти не сакаш вакви джиджани работи. Сигурно детка Хава го закачила. Многу е одвратно и ќе собере прашина. Нека остане. Заврши нашата работа. Заврши. Види какви се овие пози. Овие ги праќам во Супер ред. се. Се гледа. Овие ги праќам. Дада Хазиран! Поздрав. Поздрав. Поздрав, Готика. Дојди да ти кажам Ајде, нешто. дојди. Има ли некаков напредок со Батопојраз? Добро, не очекувам веднаш да ти каже да сакам, ама има ли моменти кога страста се наактрализира? Не, нема. Види, Нехир, јас кога ти реков Појраз ми се допаѓа, не сум била сигурна во моите чувства. 2 дена се борев со однокрвноста на Појраз и се оладив од него. Така не се чини од нервоза. Инако јас ја видов страста меѓу вас. Таа страст е како гром во ред, удри и исчезна. И вака е подобро. Љубов на работно место може да биде проблем. Ова ти е совет од мене. Да се најдете во друга средина, страста одново ќе се разгори. Ако има страст, таа ќе најде начин, ама нема потреба да биде со сила. Жити Господ, немој да се заљубиш. Не е така страствена љубов. Сладка, Благодарам лесна, летна љубов како сладолед. Слушај, Душо, љубовта така почнува, потоа преминува во забранета љубов, ме разбираш, нели? Соузи, неверство, интриги, љубовници. Значи со момче од остров, така ли? Добро, Алпер е многу згодно дете, ама толку. Јас летово ќе се забавувам со него, после ќе се вратам со јактата на татко ми, ќе му пратам порака и готово. Пак и те проколнема, срцето ќе му го Ама скршиш. ете, таква сум, што можам да правам? Види ја ти не. И нема потреба многу да се мачам, детево умира по мене. Кое дете умира по тебе? Мажите од островот, мајкино. Ерај, дај ми чај. Добро, бато Хакан. Добро утро, господин Тојгун. Добро утро. Разговарав со пријател кој се грижи за животната средина од градскиот совет. Кај нив нема ништо за загрозен вид. Да имаше такво нешто, тој ке знаеше. Да не се посомнева човекот. Не се посомнева. Јас од околу го прашав. И уште нешто, Појраз ке отвори хотел за да го отплати кредит. Што? Нашол некој ортак и рекоа тој ќе донесе туристи, ама тоа се празни зборови. Никој не доаѓа тука ако нема убав објект. А кој е тој ортак? Да не е некој познат? Не ми се верува. Големите играчи не влегуваат во такви мали објекти. И онака има шанси да се откаже од работа. Не се само сакав да ви известам јас. Добро. Ке се видиме на работа. Благодарам. Благодарам. Ете, се трудам да бидам позитивен, ама не можам, мајкино, не можам. Зошто? Замисли го вака социјалички тул. Не може така? Јас мислам ке биде прекрасно. Душо, ова може да го среди само индустрија, значи личи на сообраќајна незгода. Ѓоркен, види ваму не ме разочарувај во ред, само тоа го имаме што да правиме, значи до веридбата ќе направам многу поубаво од овај.
А ти дали нарача тул? Заборавив. Чекај, да се јавам на тетка ми. Браво! Ало, тето, како си? И јас сум добро, благодарам. А дали можеш да ми најдеш многу тул? Замисли Браво! вака. Треба штиците да ги завиткам со тул. Потоа замисли тул кој мрда од ветрот во ред, ми треба многу тул. Јас сега не можам да ти опишам што ми треба, ама Ѓорген сега тргна на кај тебе, ќе дојде за кратко. Тој ќе ти раскаже се што ми треба и тоа до најмал детал во ред. Уште нешто, тето, може да го добијам до вечер, а? Ти си најдобриот човек на свет, те бакнувам. Ајде се гледаме, бај. Тетка ми те чека. Ќе те распарчам. Добро, види, може сарми ќе ти направи, ќе јадеш и кошулата ти е многу убава. Се разбира. Ајде, Ѓорген. Продолжи, ајде. Како сте? Благодарам, вие како сте? Добро, мене ми треба мала помош за овој дел. Да ве замолам, ке може да ми помогнете? Не можам да ти помогнам, сестро, не се разбирам од тие работи. Не се разбираш. И онака само јас се разбирам од тие работи. Мајсторе, по овој план ли работиме? Да. Да. Од тука ли поминуваат каблите? Те молам да бидеме внимателни, те молам. Добро. Ме критикуваше што му понудив мито на столарот. Требаше повеќе да му дадам и да ја направеше оваа проклета платформа. Навистина не сакам да го слушам зборот платформа. Јас денес ќе се занимавам со вистински работи. Значи јас се занимавам со виртуелни работи, така? Ете ти, Ейлул се јавува, што ќе правам сега, што ќе одговорам, а? Јас треба да мислам на сите проблеми, нели? Ейлул? Поздрав, Ейлул, здраво, како си? Јас сум добра, благодарам. Зошто не си добила мејл? Зошто е празно? Затоа што не ти прати фотографии. Како може така? Како можам да заборавам? Срам да ти е. Ние тука екипно, значи цела екипа се мачиме да ти направиме прекрасна платформа. Значи екипно. Всушност, и сега платформата изгледа многу убаво. Добро е. Ама пред да ти пратам фотографии, треба да поправам уште некои ситни работи. И веднаш вечер ќе ти пратам фотографии. Во ред, може така? Може? Добро, тогаш се слушаме вечер. Ајде, бај, Ейлул. Добро, се слушаме во ред. Сакала да се види и со други фирми, да си ја загарантира работата и таа е во право. Зошто да ризикува? Ако е во право, тогаш остави ја. Нека се види. Јас не играм за да изгубам. Ако толку ти е тешко да изгубиш, тогаш не влегувај во војна во која ќе изгубиш. Хакан? Добре дојде. Добро те најдов. Почнавте ли со работа? Почнавме, ама само што почнавме. Идил ми вели дека има шанси да се откажеш. Не, нема такво нешто. Продолжувам. Значи одлучен си да го отвориш. Каде ти е ортакот? Вложи пари и исчезнали? Не, внатре. Сега ќе дојде. Добре, дојде Хакан да ви испратам чај. Може, бато, може, нека донесат. Оде си 2 чаја во ресторанот, дојде другар му на појраз. Кој другар дошол? Алпер или Мелиса? Бидејќи тој нема други другари, кој може да го трпи него? Едно момче од островот, другари се од основно училиште. Треба минимум 20 години да поминат за да може појраз да се однесува учтиво кон некого добро и тоа е нешто. Овие беа сиромашни, татко им умре многу млад. Мајка му одеше по куќи да чисти. Да не им помагаше баба му на појраз, тие ќе умреа од глад, да знаеш, страшно. Бабата била добар човек. Аман, ете, го кажав тоа во минато време, Бог да чува. Појраз не се откажува лесно од луѓето. Бога ми како браќа се, дури и го вработи. Значи, парт-тајм е добар човек, а фул-тајм е грубијан. Добро, ајде и јас да се запознам со другар му.
Да хазирам се случи страшно нешто. Јас сум во пештерата во античкиот град, те молам никому не кажува и дојди. Што се случува, бе? Зафатено. Не, да не се јавувам сега на тета, ке си спаничи жената. Нехир, што се случува? Ортакот со туризам ли се бави? Не, Хакан, треба да ги проверам соларните панели. Ајде да и јас ќе одам веќе. Друг пат ќе се запознаеме со твојот ортак. Да го завршеше чајот, барам. Друг пат, ајде. Јас сутре рано ќе се враќам назад. Нема да се видиме. Во ред, чувај се. И немој да ја заборавиш мајка ти. Девојката рече дека ќе ти прати порака од јахтата на таткој. Ај, Сигурно мисли дека ако ми каже во лице, јас ќе клекна пред неја и ќе ја молам да не оди. уште се смееш. Девојката отворено кажала. Срцето ќе ти го скрши. Може ли да го скрши моето срце, Мелиса? Немој ма. Види, само нека почне да ми се додворува. Тогаш ќе видиме кој на кого ќе му скрши срце. Видов многу такви игри. Многу играв, биди спокојна. Затоа што срцата се ваши играчки. Фрлете ги како топка. Одвратни луѓе сте, бе. Не можеш да бидеш ни половина од појраз. Појраз. Појраз нема работа со љубов? Тоа твоето со туристите љубов ли е? Да. Сериозно ги сваќа своите чувства, сака длабока љубов. Не е плиток човек. Стани, ајде, ми одиш на нерви. Добро, смири се, не се нервирај. Ајде. Види, добро. Ова е последно. Што велиш? Види, од сега нема да излегувам со ниту една девојка во која нема вистински ја се заљубам. Ти ветувам, Мелиса. Јас ги одржувам моите ветувања. Знаеш, еве вака да направиме. Ако запознам таква девојка, прво тебе ќе те прашам. Ако кажеш да, Алпер, твоите чувства кон девојката се искрени, оди напред. Се смиривме? Ајде, Мелиса. Ќе размислам, не знам, ајде. Ајде. Оди. Ајде, губи се. Нехир, јас дојдов, никому не кажав, Нехир, излези и многу се загрижив за тебе, Нехир, каде си? Нехир? Ти, дефинитивно овој пат ме следеше. Јас не те следам. Случајно се сретнавме, нели? Навистина многу убедливо. Бато појра се случи страшно нешто. Јас сум во пештерата во античкиот град. Да молам дојди. А која е твојата причина? Исто. А зошто двајцата не викнал овде? И тоа посебно. Од кај да знам? Можно е да ги разбереш децата во пубертет што прават и зошто? Изгледа знаеш од себе. За жал, мојот пубертет не помина многу весело. Разбирам. Значи, твојот пубертет не бил многу весел, така? Ама имам една вест за тебе, види, мојот пубертет помина, ама твојот уште трае. Зошто не викнала овде, го праша девојчето? Што знам, како да ја прашам, тука ли е, ја гледаш? Ете ја нема. Како да ја прашам? Што рече, ништо не слушам. Ништо не реков. Само мрмориш нешто. Старите луѓе мрморат. Ете како тебе. Од пубертетот си поминала директно во старост. Нема да останам овде со тебе и да се расправам во ред. Само еднаш те донесов овде, веднаш си го запамтила патот. Веднаш. Реков, може многу да те изненадам. Се лизнав, ете. Тоа го видов. Видете, од сега немојте да ме мешате во вашите глупави игри. Во ред, јас имам работа. Јас не си играм, во ред, и јас имам работа. Тогаш оди работи, заврши ја платформата. Јас да продолжам со поправките.
си шивачка. Да, и татко ми покојниот беше шивач. Ние од него научивме да шиеме. А Зейнеп отиде понапред, стана дизајнер. А ти тука уште кратиш панталони, продолжи си. Те молам. Судбина, што ќе правиш? А зашто сте скарани со Зейнеп? Ако Зейнеп не ти кажала, сега не би било добро јас да ти кажам. И вие ли како оние ненормалните Лейла и Неджла од серијата кога Лисијата паѓаат се заљубивте во истиот Огус? Не, Бог да чува, како може така? Нема такви работи кај нас. Тогаш преостанува недоразбирање околу наследството. Имото ти слични работи и тоа не е добро, мајкино. Ние не сме алчни по пари, фала му на Бога. Само да знаеш, јас не заминувам од островов без да ја решам таа мистерија, да знаеш. После немој да кажеш Ѓоркем слушна, Ѓоркем дозна. И немој да се чудиш. Ти си мала вештерка. Нема ли сега да те убијам, а? Што се случи? Зошто толку брзо се врати во Што туристичкиот си град? ти? Нели тоа го направи за да не оставиш сами таму? Го направи за да бидеме сами? Што да правам? Ви требаше романтична средина. Остатоци од камен ли е романтика? Остатоци од камен? Јас мислев дека романтично. Првото место каде го гледате изгре сонцето. Камо да не ти го кажев тоа? Камо да не ти го кажев? Не требаше да ти кажам. Дали пак ја почувствува страста? Аха, како не ја почувствував. И тоа ја почувствував вака низ целото тело. Види ваму, и онака бевме во лоши односи со Поерас. Безмалку ќе се испотепавме во античкиот град. Што ти реков јас? Ако има страст, ќе си најде начин. Затоа нема потреба да создаваш романтична средина. Значи, ако тие пеперутки веќе се во твое срце, ете така. Во ред ли е Нехира? Добро, нема веќе да се повтори. Ако пробаш, мајка ти ќе ја испратам во античкиот град, ме разбра? Што да кажам ако ме праша бато Поирас? Ама нема да те прашува. Реков пубертетска глупост, тоа е кул и нема да те испрашува, во ред? Ќе биде убаво кога ќе ги ставам сијаличките. Слушај, Хазера, не биди тврдоглава, нема да завршиш. Ќе завршам. Ти ветив на Илул дека ќе пратам фотографија од платформата и одржам ветувањето. Нели рече дека ова е многу едноставно? Затоа што е едноставно. Ако не продолжиш да ми зборуваш, јас сите цветиња ќе ги наредам овде во ред. Добро. Со лесно. Боже, работи. Погрешно ли го ставив ова? Ајде. Залудно ли се измачив толку време? Треба да проработи, ајде. Добро, Хазиран, добро, смири се. Мора на интернет да има видео и за вакво нешто, во ред? Добро, ајде да видиме. Ке го решиме ова. Лед, сијалици, во ред. Така, добро, да видиме. Здраво на сите! Денес практично ќе ви покажам како да ги местите лед светилките. Како прво, треба да отворите кутијата. Не, станувај. Треба да станеш, со часови работев на тебе. Не. Немој, станувај. Што е ова? Ловец на соништа.
Ги повлекува лошите соништа, ги апси. Се надевам баба ти не ги сонува, ама ако случајно сонува лош сон, ова ќе го повлече. Ки играме кога ќе се вратам. Не доаѓај. Како така? Како така реално е ова? Ки издржи додека да ја сликаш, ама мора да направиме нова до организацијата. Сгрешив што ја подценив работата на столарот. Правењето на оваа платформа било тешко исто како управување со фирма. Мило ми е што го свати тоа. Молчи те молам. Ако продолжиш да зборуваш, уште малку ќе почнеме да се караме и јас сега не сакам да се карам. Ова е најсреќниот миг откако сум дојдена на островот. Сакам тој миг да го ставам во тегла и да го чувам, те молам. Пардон, да не ви пречам. Не е можно. Вие се познавате? Откаде ќе се познавате? Хакан денес дојде. Хазиран мојот ортак, ти кажав. Хакан е мој стар другар. Многу ми е мило што се запознавме. Значи ти си мистериозниот ортак. Јас пак се прашував кој е ортакот на Појрас со кој ќе отвори хотел. Искрено шокиран сум. Зошто си шокиран? Бато, не знам зошто, ама јас ортакот го замислував како маж во мојата глава. Ама сега коцките си се на своје место. Ти студи?
смрзнав, да. Сега заедно ќе излеземе. Се случи нешто? Го изгубив држачот за визит карти. Дојдов да видам да не сум го заборавил овде. Не, да беше овде момците ќе ми каже. Како и да е, не е ни многу важно. Ама добро што дојдов, барем се запознав со Хазиран. Ќе им кажам на момците да проверат пак, ако го најдам ќе ти јавам. Јас си одам. Чекај, Хазиран, заедно ќе одиме. Се гледаме. Појраз, ти остани, бато. Треба да зборуваме за нешто многу важно. Сега? Извини, може ли утре да се видиме? Извини. Се случи нешто? Ке разговараме, бато, ама не вака на нозе. Да одиме до кај Алпер до локал. Откаде се појави ти? Бириджик. Бириджик, јави се на телефон. Јави се, ти велам. Јави се веќе. Јави се на телефон. Бириджик, разбуди се. Бириджик, ајде, разбуди се. Бириджик, разбуди се. Отвори ја вратата. Ајде. Ајде, Бириджик, разбуди се. Ајде, разбуди се. Каде си ти? Зошто не ја отвораш вратата? Што се случи? Имаше собраќајка, да викнам брза помош. Пријатно ви благодарам. О, екипата се собрала. Нема долго да останеме. Хакан ќе ми кажал нешто. Има некаков проблем? Не знам. Ќе дознаеме. Ајде, добро да седнете вие. Не знам како да ти кажам.